Почитувани членови, почитувани припадници на армијата, ова денешно обраќање е во врска со дисциплинските постапки во армијата, кои се поднесуваат против припадници во армијата, највеќе против професионалните војници. Знаеме сите дека 90% од иницијативите се против професионални војници и знаеме дека голем дел од нив се поднесуваат со цел да се заплашуваат професионалните војници, да се врши мобинг и малтретирање врз нив врз основа на ширење така наречена војна дисциплина. Со тоа се прекршуваат правата на професионалните војници и се прави финансиска штета на нивните примања од платата. Сакаме да укажеме дека долг период ги анализираме состојбите во повеќето касарни во армијата и увидовме дека има голем број на постапки кои што не соодветствуваат со закон и со правилникот за водење на дисциплинска постапка. Апелирам до членовите на комисиите, до офицерите, председателите на комисиите за дисциплински постапки, до членовите подофицери во комисиите за дисциплински постапки. Апелирам до сите подофицери и офицери кои поднесуваат дисциплински постапки, да го почитуваат законот за служба во армијата и да го почитуваат правилникот и начелото како треба да се поднесува дисциплинска и да се води дисциплинска постапка. Не може да се поднесува иницијатива за секаква ситница на штета или за нечија лична волја или лична суета или некој одмаздување, па ќе ги казнуваме сите војници. Значи, треба да се величи и да се зголемува моралот во армијата, колегијалноста и единството на единицата, на бригадата, на баталјонот, на тимот, на водот, на луѓето кои што работат. Не е поентата да се казнуваат за секакви ситници и да се врши штета и да се создава незадоволство, непријателство, неколегијалност и намалување на моралот. Состојбата во која што се наоѓа во армијата, виновници се буквално поголемиот дел иницијаторите кои поднесуваат иницијативи врз припадниците во армијата, отколку лицата кои што наводно извршиле дисциплински престап. Значи, апелирам да се престане и со незаконско поднесување на иницијативи и со наводи кои што се смешни да се прочитаат, а камоли да се спроведуваат во некоја си правна постапка. Значи, како синдикат, секогаш ќе застанеме на страната на обесправените и на професионалните војници кои што се незаконски казнувани. Верувајте ми дека синдикатот ќе поднесува тужби против тие кои што го прекршиле законот, не ја воделе постапката како што треба и тие што донеле решение да се казни некој со финансиска штета. Воедно ќе поднесуваме и соодветни пријави за злоупотреба на службената положба и овластување. Така да, не само до председателите и членовите на комисиите. Значи, апелираме и до командантите на единиците. Ширете единство и зголемување на моралот, колегијалност и функционалност меѓу луѓето и за подобро на единиците и армијата. Не е поентата да се казнуваат 10, 20, 30, 50 професионални војници затоа што некој така рекол или така наредил или му е желба. Значи, во комуникација со генералштабот во армијата разговаравме на оваа тема, од таму имаме информации дека не веруваат дека се казнети професионални војници на незаконски начин и со незаконско водење на
постапка за дисциплинска одговорност. Бидејќи во изминативе година-две имавме многу поплаки во врска со тоа, еве апелирам до сите кои што сметате дека сте неправедно казнети, неосновано казнети, не е водена постапката како што е согласно правилникот, да ме контактирате во порака, да ги доставите доказите, за да им докажеме на лицата од Генералштабот дека вистината е на наша страна и дека тоа се злоупотребува долги години. Самиот факт дека стотици дисциплински постапки има само против професионални војници е доказ дека се врши мобинг и психичко малтретирање исклучиво само врз оваа категорија работници во армијата. Затоа и произлезе таа дискриминација врз војниците и се е документирано. Значи, само можеме да извртуваме тезата колку сакаат да извртуваат, но реалноста е таа. Апелирам до сите кои што се чувствуваат оштетени, кои што имаат докази, кои што сметаат дека се оштетени од своите примања, да ме контактираат, да ми достават докази, а ние ќе тераме постапката понатаму како треба. А за останативе припадници во армијата кои што се членови на комисиите дисциплински и председатели, апелирам на должно почитување на законите. Тоа ви е една од обврските која што ви е дадена со решение од командантот да водите дисциплинска постапка како што треба, а не да измислувате ваши правила, рекла казала. Ако не знаете како се води постапката, прашете од правната служба во секциите С1 или симнете го правилникот од страницата на Министерството за одбрана во одделот легислатива, го има правилникот, неколку страници, прочитајте го еднаш, два пати, три пати, пет пати, видете како се води постапката и спроведувајте, за да се избегнат вакви незаконски довесувања на казни за нешто што е банално, смешно и дискриминирачко само врз една категорија работници, а тоа се професионалните војници. Фала ви на вниманието, очекувам повици. Поздрав!